Добро утро за Александър Даштевски, председател на Държавната изборна комисия. Добро утро. Добро утро и благодарам на поканата. Господин Даштевски, вас има денови медиумите, нещо малко давате изяви, држите и пресконференции и така натаму, и што е сосема нормално. На прак сме на локалните избори. Така. Каква е вашата оценка за подготвеността на државата и во оперативна, и во, би рекол, пандемиска смисла, бидејќи се уште ова ќе трае и така натаму, за изведување регуларно на целиот процес? Па за сега сметам дека е добра оценката, бидејќи имаме изберено нови општински изборни комисии и избирачки одбори, нови изборни органи, што би се рекло. И тие се 70% старите, меѓутоа има и многу и нови и се променети местата. Некој бил председател, па сега член и обратно. Така што им треба повеќе обука, инаку ние почнавме со обуката уште пред 2 недели. Донесовме на конференција, донесовме план и програма за работа и таа трае, меѓутоа ќе продолжи се до изборите, бидејќи обуката целта е да бидат спремни на денот на изборите. И веќе се носат некои одлуки, и поради тоа ние направивме некои тела кои ќе им помогнат на општинските изборни комисии, бидејќи прв пат да им дадат теркови на образци, да им помогнат усмено, да им се јават до кај се со постапката, бидејќи сами можеби нема да се снајдат, можеби ќе ги толкуваат различно сите, различно ќе ги толкуваат законските прописи и нашите упатства и други одлуки, и поради тоа им дадовме и одредивме координатори за секоја по повеќе општини. Да кажеме 8 кандидати. Во теке целата во теке, постојано, перманентно, секој ден, по цел ден и после работно време се во контакт со нив. Како тече проверката на гласачките? Се проверуваат луѓе, влегуваат електронски? Заврши, нели? Заврши. Што се сумарните впечатоци? Па има... Ве прашувам и во контекст на ова што се случи со последните 5-6 месеци околу лични карти. Има, нема, веројатно луѓе збунети и така. Имате некаков симптоматичен ефект од тие проверки? Па ќе имаше сериозен ефект да не се продолжива постапка на печатење на лични карти. Сега сметам дека нема да има никакви проблеми, бидејќи МВР ги печати личните карти и до денот на изборите ќе бидат испечатени најголем дел. Ние сметаме дека нема да има ни еден гласач што нема да има или пасош или лична карта валидна, со која ќе може да гласа. Тоа е најважно за нас. А од друга страна, ние избирачкиот список, рековме, тоа заврши увидот во избирачки список, бидејќи се проверија 15.000 луѓе и имаше само неколку десетици случаи на измени, бришење и запишување, неколку десетици, што може да се каже дека е добро. Паралелно со овие активности вие што ги правите, во државата се одвива еден голем друг проект кој што е масивен и масовен, а тоа е пописот. Не гледаме значајни, да кажем, проблеми околу пандемиските услови и пописот и така натаму. Очекувате за локалните избори да има тој тип на компликации евентуални? Па јас, како што реков, не можам да проценам, бидејќи тоа е во друга област, медицинска проблематика, и сметам дека се водам од тоа што го кажуваат експерти, професионалци, дека пандемијата, овој бран, така наречен, ќе се заврши до крајот на септември. Па претпоставам дека ќе треба мерки на предосторожност, на заштита, меѓутоа тоа ќе бидат истите што беа лани, да се држи растојание од 2 метри, да не се преполнува просторијата, да има дезинфекција на раце, овој пат на маски. изборите ќе имате и изголемен процент на луѓе кои што не ќе можат, предпоставам, заради карантина и така натаму, да излезат на гласање. Имате, подготвени сте за тие луѓе да им дадете шанса да гласаат одење дома и така? по претходниот ден, кој ќе се пријави. Имате доволно, да кажем, екипи кои што можат да одат по домови за да се прави гласање? Тоа се тие изборните органи. Општинските изборни комисии. Каква е состојбата? Што, да пример, ако бидејќи едно се стари изнемоштени лица, едно се лица со физички пречки и така натаму, сега може во една општина се појават, не знам како ќе се движат трендовите, но може и повеќе стотици други лица да бидат во изолација. И низ тој тренинг поминуваат органиве, членови на органите? Веќе е пробано, па ќе се види сега на овие избори, дали ќе има, дали ќе се пријават, колку ќе има и така.
Господине Даштевски, не сте вие нов во политиката, се разбира, со децении сте изненаден сте од волкав број на кандидати за градоначалници. Сега ве прашувам и вон позицијата председател на ДИК. Како го толкувате тоа? Е тоа некаков позитивен ефект во демократијата или како ви се чини? Бидејќи на вистина кој ќе се види има еден необично голем број и на независни листи кандидати, а и воопшто се тркаат многумина за градоначалнички позиции. Мора да признам дека сум изненаден, бидејќи на вистина никогаш немало толку и да речеме имаше некои проценки дека тоа е рекорд. До сега немало таков број на кандидати. И сметам дека штом ги собрале подписите ќе има надпревар сериозен помеѓу сите пријавени, бидејќи најголемиот број се независни кандидати и независни листи. Така што сметам дека ќе има надпревар и сега како да го толкувам не знам, бидејќи е рекорден број, како што реков. Можеше ли ДИК да изигра подобро околу учеството на жените на тие листи? ДИК не е надлежна за да кандидира, се разбира, меѓутоа некаква кампања, некаква влијание во јавноста, бидејќи навистина е за жал бројот на жените е многу мал, дури и во диспропорционални услови на кои сме навикнати. Ако не се лажам, некако околу 8% е само бројот на жените. Да, тоа е, има еден систем што ДИК го направи како да се кандидираат. Според тој систем требаше да има повеќе жени, бидејќи таква е бројката. Меѓутоа партиите си прават такви калкулации што ги ставаат, комбинаториките ги прават на друг начин, значи трета, четврта, шеста и така натаму. Така што сметам дека можеше да има повеќе, но исто така сметам дека сепак има доволен број, бидејќи не се знае точно кој ќе влезе сега, дали ќе 10 пратеника или односно советника, се извинувам, или повеќе. Во врска со тоа ќе крајниот резултат треба да го дочекаме, затоа што сега па има најголем број кандидатки за градоначалнички, родово да се изразиме, бидејќи тоа е многу важно. Претходно направивме една стратегија за родово еднакво со АјФЕС и со ОПСЕ имаме таква стратегија. Со НДА имаме соработка за борба против насилство кон жените. И имаме со нив соработка и за кодексот за однесување, да нема навреди и такви Забележувате такви тенденции? Сега за сега не. Нема такви тенденции. Но сигурно забележувате тенденција да има многу лекари на листите. Ќе можеме да направиме неколку хируршки сали, предпоставувам, по општините, бидејќи бројот на кандидати лекари за градоначалници е како за клинички центар да има избори. Предпоставувам дека тоа е поради тоа што се влијателни личности во своите средини, но јас сепак сметам дека лекарите треба да сега ни се најпотребни во на работното место. Ќе изгубиме некои добри лекари, а може да добиеме лоши градоначалници, така мене ми се чини. Принцип тоа би требало да бидат менаџери, меѓутоа ако е лекарот добар менаџер, веројатно ќе биде и добар менаџер. Тоа си амбициите. Да ве прашам, минатите избори, говорам за парламентарните, се појави тој проблем со упадот хакерски во системот, па потоа се расчистуваше, па имаше истраги. Мислам дека и се уште трајат и судски спорови, ако не се лажам, бидејќи имаше обвинени и така. Дали тоа се среди? Дали можеме да очекуваме едни регуларни, бидејќи кај нас веќе неколку години подолго изборите се регуларни, ние веќе немаме оној тип на инциденти какви што пред децении сме имали со убиства и со се и се што и така, и реално веќе многу малку се спорат резултатите на изборите. Но минатиот пат ДИК беше факторот за да кој се случи една забуда и така натаму. Како ќе биде година? Оваа година, значи сега процесот е, да кажеме, онака under construction. Значи се уште не е завршен, меѓутоа почнате на време. Внимавате на тендеритот и тоа сега сте предмет на обвинувањата. Тоа е сега најмногу што се внимава е тоа, бидејќи за мала ситница може да... Морам да ви кажам дека со вашиот претходник господинот Оливер Дерковски имавме одлична соработка. Човекот беше многу отворен за медиуми, онака баш без разлика на негови политички истории, убедувања и така натаму беше баш објективен и така. Се надевам дека тоа и со вас ќе го имаме како искуство. Секако, нели тоа е, нели се предлагаат сите членови, се предлагаат од политички партии, после работата треба да ја вршат стручно и професионално во интерес на сите партии. Да ве вратам на темата. Не очекувате дека ќе имаме проблеми со овој... Како што реков, се уште не е завршен процесот, меѓутоа се движи во одлична насока.
Тоа значи дека ние имавме тендер за тоа не серверот, туку апликацијата падна. Што е, нели, апликација е прозорче на така, веб она што се појавува, тоест за читање на интерфејсот резултати, практично. за гледање на така, резултатите кои се менуваат перманентно. На крајот немаше упат во серверот околу резултатот. Него многу нападната беше апликацијата со многу напади и не може да ги поднесе и она всушност не паѓа серверот, туку едноставно не се чита. Така. Сега тоа беа две фирми, знаете и сами, и тоа е послабата победи поради прениска цена, а ова имаше превисока цена. Некогаш тоа не треба да се гледа, меѓутоа поентата е што сега се појави само една фирма која се уплашија да немаат компликации. Која има апликацијата, повеќе пати учествувала и се покажала успешна. И така што сметам дека и цената успеавме малку да ја спуштиме, бидејќи тоа е главниот проблем, цената да не биде превисока и дека нема да има проблеми, бидејќи тие имавме прво технички диалог, иако за такви тендери не е предвидено да се има технички, бидејќи се од мала вредност. Нели над 500.000 се големо, ова е 60. Релативно така, ефтино. Така што имавме технички да прикажат како ќе се заштитат од тие напади, DDoS, Firewall и така натаму. Мора малку IT да учиме. и сега фактички сметам дека ќе биде добро, бидејќи е таа компанија која повеќе пати е проверена дека може да го направи тоа без никаков проблем. За колку време ќе имаме резултати од изборите? Ова не се парламентарни, таму е сепак помало пребројувањето, ова се море од функции по совети и така натаму. Ова е море големо да може да се очекува ноќта по изборите да имаме првични резултати. Може да се очекува затоа што знаете сами нели имаме овие апарати за отпечатоци на прсти. Тоа ми е следното сега. Тие даваат извештаи на секои 2 сата. А тие исто ги поврзуваме со апликацијата. Штом ќе ги испратат. Ги пробавте ли? Функционираат ли? Функционира, да, ги пробавме. Ќе ги имаме на сите гласачки места? Да, на сите гласачки места ќе има, нели, како што рековме, од 3480 гласачки места имаме 520 плюс за ако некој се расипе, ако не функционира. Добро, во случај да се расипе, продолжува гласањето и без тоа како што и порано сме гласали? Во случај да се расипе да дојде во секоја општинска изборна единица ќе има техничко лице кое веднаш треба да интервенира да го поправи или да го замени. Бидејќи ќе има секаде по неколку резервни. И доколку не може да го поправи и да го замени, тогаш општинската изборна комисија, нешто мешаме единица со избори, значи е должна да ја извести ДИК. И ДИК врз основа на извештајот донесе одлука таму да продолжи гласањето по член 108, односно со УСП и ЛАМ. Да ве прашам за личен став. Имаше дебати околу тоа колку е тоа демократски, колку не демократски, бидејќи оставање отпечаток нарушува приватност и така натаму. Што мислите вие? Е напредок ова во Па личен став мој дека е напредок. Сметам дека сите држави ќе се дигитализираат во наредните 10 години, ако не и пократко, може и повеќе да бидеме тука некаде. И дека само така може да одиме напред како општество, не само во изборите, во сите сфери. Вика дали има тоа во Европа, па нели во 3 држави има во Европа, во другите нема. Секаде има електронско гласање, затоа нема. И он со отпечаток на прст гласа за политичка партија и веќе го дал гласот со отпечаток на прст. Значи тоа е малку понапредна фаза, а ова е почеток на тоа. Сме подготвени во некој догледен период, значи 10 години се многу за ова што го разговараме, да преидеме и на интернет гласање? Ова што купивме е за 5 години гаранција, одржување, сервисирање, обуки, монтирање, полнење, бразнење на ова. И сметам дека за некои 4-5 години ќе бидеме подготвени за тоа. Да не одиме на гласачко место туку со некаква... Не, тоа е со одење на гласачко место, без да разбирам, идентификација, без картија, да. Значи се гласа директно на тој апарат со отпечаток на прст, меѓутоа за партија, за коалиција, за и автоматски. Нема да може од спалната соба да го правиме тоа. Па мислам дека нема после ДИК, па што ќе правите вие? Не, ќе има и таква опција. Ќе има за тие вака што се во изолација, што се болни немоќни лица, да можат од дома или во станство што се. Јас мислам дека ние ќе заштедиме повеќе пари отколку што кошта тоа само со гласачите од станство, а резултатите ќе бидат многу поефикасни. Сега имаме ние по неколку илјади од станство, а имаме стотици илјади иселени лица. Така што од странство, ако се дозволи тоа интернет гласање, така наречено, бидејќи така ќе биде тоа поврзано, ќе имаме и подобри резултати од странство.
За крај сакам да ве прашам, крај нас изборните кампањи траат 12 месеци во годината, 365 дена, 24/7, нема ни сабота ни недела. Забележувам дека во недела партиите се поактивни отколку во понеделник, белки да ни го попутат викендот. Па и они се послободни тоа. се послободни. Забележувате ли некакви дејности на партиите кои што излегуваат од рамките на, ние знаеме пред почетокот на кампањата не би требало да има овој тип на промоции, партиски и така натаму. Дел од таа работа е и во АВМУ, во Агенцијата за управување со медиумите, бидејќи тоа сепак и по медиуми, но сега со интернетот веќе нема контрола на медијскиот простор. Па нели до 11 до 24 часот беше она предавање на листите во општинските изборни комисии, бидејќи се локални избори, многу ги мешаат, мисля дека во ДИК треба. И тоа го следевме ние внимателно, бидејќи не е баш лесен процес, затоа што ние ги дадовме сите образци, ама некои си прават своји, некои погрешно ги толкуваат, погрешно ги пополнуваат. Меѓутоа до тогаш не можевме ништо да реагираме, бидејќи не знаеме кој е. Нели има ќе се пријави еден, па после друг вика. Не, тој ово е. И затоа чекаме да се поднесат, сега се поднесени треба да се потврдат. Бидејќи некои се вратени, не се добри и така натаму, тоа би требало да биде најкасно утре. Денеска веќе одлучивме да ставиме еден пресек на веб страната до каде се потврдените листи. Кога ќе се листите, веќе почнува тоа забраната и мислам дека јас сум убеден дека ќе се воздржат партиите, бидејќи не останува многу време. Што е простор за реагирање од ваша страна? Предупредувате, казнувате? Има казни, да. Има, прво подготвени сте тоа да го направите ако треба? Па ако ни поднесат пријава, ќе го направиме тоа и ако видиме нешто еклатантно дека е кампања, меѓутоа не верувам. Она што се правеше претходно беше нешто као промоција на кандидати. Ако се сеќавате кога не беше пандемијата, нели имаше официјална промоција што беше дозволено, меѓутоа сега тоа не може бидејќи во затворен простор треба да се прави, така што се прави на отворени простори поединачно. Има трикчиња партиите и кандидатите се имаат они разработено и не е краток период. Интересно да се прати да се следи надпреварот и во ваше Куманово, па ќе видиме како ќе бидат резултатите. Па во Куманово има тројца кандидати. Така е, ќе има жестока борба. Солидна борба ќе биде таму, да. Господине Дачевски, ќе се гледаме ние на сега бидејќи се изборите, така, после изборите. Што на линк, што во студио. Ви благодарам за ова утринско гостување. Александар Дачевски, председател на Државната изборна комисија.